Во периодот од 2014 до 2017 година, Агенцијата за вработување остварила приход од 10.584 милиони денари, кои од година во година се зголемуваат во просек за 10%. Во истиот временски период, Агенцијата за вработување потрошила 26% помалку од расположливите средства, или 7.875 милиони денари, кои од година во година се намалуваат за 5%. 50% од вкупно потрошените средства кои биле планирани да се потрошат за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување, или 3.907 милиони денари, од кои 1/4 се средства наменети за исплата кон UNDP. Во 2018 година Агенцијата за вработување предвидува да префрли на UNDP 406 милиони денари, или повеќе од половина од вкупниот износ на средства предвиден за претходните 4 години. 29% се издвојуваат за програмата за самовработување, а потрошени се 999 милиони денари, од кои 79% се префрлени на UNDP и се опфатени 3978 лица. 24% се наменети за спроведување на програмата за субвенционирање на вработување и потрошени се 1401 милион денари, а се опфатени 31.019 лица. 4% се издвојуваат за обезбедување услуги за вработување, но нема информација за износот на потрошени средства за секоја од услугите. 43% се издвојуваат за спроведување на останати програми и мерки за вработување. Колку средствата потрошени за спроведување на активните мерки, програми и услуги за вработување придонеле кон вклучување на граѓаните од 11 населени места во општините Битола, Тетово, Струмица и Свети Николе на пазарот на трудот, доколку се земе предвид дека од интервјуираните 882 лица, 94% се невработени и 6% се вработени преку користење некоја од активните мерки, програми и услуги за вработување. Од невработените лица 64% се долгорочно невработени, односно невработени повеќе од 4 години, и само половина се регистрирани во евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување на Република Македонија. И речиси 2/4 од регистрираните не знаат дека имаат право на пристап до мерките, програмите и услугите за вработување. И само 4 лица користеле некоја мерка, програма или услуга за вработување, но во моментот овие лица се невработени. Работиме на 3 локации: населба Цетинска, населба Вардарска и село Шипковица, со вкупно 365 мапирани домаќинства, 451 жена, 558 невработени лица и ниту едно мапирано лице вработено како резултат на активните мерки. Клучните проблеми идентификувани при изработка на скор картицата се дека ниту едно од интервјуираните 204 лица не користело одредени мерки и услуги на АВРМ, ниту едно од интервјуираните лица не ја користело мерката самовработување, 70,6, односно 144 од интервјуираните лица не се регистрирани во АВРМ и само 20% од интервјуираните лица слушнале или знаат за одредени мерки и услуги на АВРМ. Jam Gavshati Shipkovic, jam elindor në vitin 1973, jam e papun, jam e regjistruar në entin për punësim prej vitit 1995, ka 2 vite që jam largu prej entit për punësim, për shkak që se jam dëshpëruar prej asaj se asnjëherë nuk kam qenë e thirrur për ndonjë punë ose ndonjë kurs, diçka të ngjashme. Unë jam Hatixhe Lika, jam 28 vjeçe, vi nga Tetova, jetoj në lagjen Cetinska. Jam e papunësuar që nga mbarimi fakultetit, prej vitit 2016, gati 3 vite. Jam e papunësuar për shkak se në vitin 2016 enti për punësim më ofroi punë në një laboratori private, por nuk më pranuan pasi që nuk e kisha të kryer praktikën 1 vjeçare e cila është si shkak për punësim. Paraqitem tek enti për punësim gati 3 vite,
edi që ekzistojnë masa për punësim, si që janë masat për me subvencione si përmarrësit dhe masat me vetpunësim. Por unë nuk i kam shfrytzuar këto, pasi që nuk kam qenë informuar si duhet, mos besim në mënyrën e aplikimit dhe disa nga ata nuk kanë qenë të adekuate për profesionin tim. Во 2018 година работевме на улица Даме Груево Битола. По самопирањето ги добивме следните резултати. Имаме 295 домаќинства, во кои што 211 се невработени лица, имаме 101 жена невработена и 110 мажи. Голем број од граѓаните и граѓанките не се евидентираат во Агенција за вработување. Граѓаните сметаат дека периодот за регистрација кој што им е даден на располагање многу краток во интервали, не веруваат во институцијата Агенција за вработување, зашто досега не им помогнало да си го решат собственото животно прашање и не веруваат дека понатака тоа ќе се случи. Програмата за самовработување Македонија вработува и услугите за вработување не се искористени од ниту едно лице кое што досега го анкетиравме. Да се обрне внимание исто така треба на повозрастните лица, поради тоа што нивниот процент на невработеност е исто така голем, а нивната пропусливост за вработување е многу помала за разлика од помладите луѓе кои што можат полесно да се најдат на пазарот на трудот. Јас живеам во Битола, имам 36 години, доаѓам од општина која е лоцирана во југозападниот дел на Македонија, каде проблемот со невработеноста е структурен и долгорочен. Невработена сум од 2014 година, веќе 4 години. Причината за тоа е затворање на објектот каде што работев. Редовно се регистрирам во АВРМ, веќе 4 години се водам како пасивен барател на работа во агенцијата. Знам дека имам право да користам мерки, услуги и програми на агенцијата, како што се Македонија вработува, и мерки за самовработување, но ниту една не сум користела досега. Живеам во Битола, имам 27 години. Не сум вработена веќе 3 месеци. Проблемот со невработеноста во Битола е константен и долгорочен. Младината се потешко доаѓа до работна позиција. Се надевам дека тоа ќе се реши за скоро време. Не сум на работа поради прекина договорот во фирмата каде што работев. Ги пратам постојано мерките на Агенцијата за вработување и се она таа што нуди. Имам користено од мерките практиканството, како и посредување при вработување, преку која мерка и за прв пат се вработив. Спроведовме мониторинг на 2 локации во Свети Николе на улица Велко Влаховик, Маршал Тито, Сутијевска и Септемвриска и во село Ерџелија. При мониторингот беа фатени 200 домаќинства со 277 невработени лица. Дојдовме до заклучок дека меѓу агенцијата и меѓу барателите на работа има доста голем јас со тоа што невработените воопшто не се информирани за мерките. Некои што имат и користено од тие мерки се незадоволни при распределбата на средствата за самовработување, делени по партиска или по родбинска линија. Исто така препорака има и дека средствата се доста мали за да се отпочне некој собствен бизнис. При пријавувањето да се избрише точен датум за пријавување, бидејќи на денот, ако не стигна да се пријават од било какви оправдани причини, се бришаат од листата за евиденција. Јас сум Блашка Јованчева од Свети Николе, имам 40 години, мајка на 2 деца, невработена, работев пред 5 години, значи напуштив за
собствени причини се пријавувам во Заводот за вработување. Сега моментално сум исфрлена од Завод за вработување ради тоа што не е спазен рокот за вработување со каснење на 2 дена. А инаку мерките од Заводот за вработување ги немам користено ради тоа што немам ни добиено информација што треба и што може да се користи. Јас сум Весна Николова, живеам во Свети Николе, имам 22 години, моментално сум невработена, работев во фирма скоро 1 година, но фирмата се затвори, од веќе година време сум невработена и се заверувам редовно во Агенција за вработување. Меѓутоа не сум користела ни една мерка за мерките што ги има Агенцијата за вработување поради недоволна информираност и мислам, сум запознаена само со мерката за ослободување од данок на работодавците. За лицата кои не се регистрирани во евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување, повторно да се регистрираат, истата потребно е да ги подобри услугите кои ги нуди генерално, да работи повеќе со невработени лица, да воведе нови мерки и услуги кои ќе одговорат на потребите на специфичните групи граѓани, како жени, возрастни работоспособни лица, роми и слично, и да го промени начинот на регистрација преку воведување електронски систем за регистрација или пак преку теренска работа на вработените во АВРМ. Enti përpunësim më shumë të interesohet për njerëzit të papunë, t'ju ofroj disi ndonjë zgjidhje më të lehtë për të punësuar. Në fshatin tim gjendja ekonomike nuk është aq e lakmojshme sa që duhet. Mendoj se duhet të ndrohet edhe rregulli se si vazhdojmë kartonin në entin përpunësim. Ka disa rregulla të cilat kur shfaqen nëpër televizore drejtorët e entit përpunësim tregojnë diçka tjetër, kur shkojmë ne për të vazhduar kartonin, ata nuk përfillin ata rregullat të cilat janë, nuk na presin shumë mirë për të vazhduar kartonin. Dhe ju lutim që klientit të punësimit të kemi më shumë informata, të sigurta që të mund të aplikojmë më mirë. Мислам дека треба порака до Заводот за вработување да бидат повише активни на лицата кои не се вработени за возраста до 40 години. Мислам дека Агенцијата за вработување треба подобро и поопштирно да го опфаќа народот и да ги информира во нивните цели, да формира повеќе семинари, обуки, за да може народот побаво да се информира зашто и какви мерки имаат тие. За разлика од невработените лица кои се општо застапени во сите општини и локалитети каде го спроведовме анкетирањето, 56 вработени лица како резултат на активните мерки, програми и услуги за вработување се пријавија само во општините Свети Николе и Стромица. Најголем број лица се вработени преку користење на програмата за самовработување, а пак најмал преку проектот Македонија вработува. Јас сум Кирил Стоилков, имам 33 години, доаѓам од Свети Николе. Имам користено повеќе активни мерки од Агенцијата за вработување. Прва мерка која имам искористено е самовработување. Во меѓувреме имаме користено и други мерки, како вработување на млади лица до 29 години, обука кај познат работодавач. Од 9 души колку што се вработени во нашата фирма, 6 или 7 се вработени со помош на активните мерки од Агенцијата за вработување. Голем дел од овие мерки што ги имаме искористено, всушност добивме голема поддршка од Агенцијата за вработување, затоа што таа не информираше преку огласи, јавни огласи, лично ни помогна во поднесување на документи за аплицирање на самите огласи и сме целосно задоволни од Агенцијата за вработување. Сите тие има некои мали недостатоци околу тоа, значи околу дел од нивните мерки имаше недоволна информираност и кај нив како вработени, а и кај нас. Благодарение на сите овие активни мерки, ние како работодавачи, освен што добивме финансиска помош, која што и не е така мала, меѓутоа со тие кредити од 185.000 денари колку што беа во наше време, реално не може да се започне поголем бизнис. Значи,
долгорочно гледано, долгорочните ефекти од тие проекти, всушност што добивме ние. Значи, ние од тие мерки добивме едукација. Дали треба да смениме нешто околу вработени, набавка на репроматеријали, продажба, околу целокупниот тој ланец на производство. Неголемиот број на вработените лица преку програмата за самовработување се изјаснија дека се делумно задоволни од користењето на оваа мерка и дека истата треба да претрпи промени. Во Свети Николе корисниците сметаат дека има потреба од менување на поддршката во рамките на оваа програма, и тоа во насока на повеќекратни грантови, поголеми износи на грантови, дополнителна поддршка, ослободување и без хипотеки, поедноставување на постапката за аплицирање, поголема информираност, повеќе кредити на подолг рок без хипотека и друго. Во Струмица пак сметат дека има потреба од давање поголем износ на субвенционирање, помагање со дополнителни средства, продолжување на поддршката со реновирање и опрема и покривање на трошоците за регистрација од Агенцијата за вработување. Овие мерки во догледно време треба да се заменат со нови, бидејќи веќе е проблем, нема луѓе за работа. Значи, ние како фирми веќе сме неконкурентни, бидејќи имаме застарена технологија на работа. Со самото тоа, самиот процес на производство ни трае подолго, имаме помал квалитет на самите производи. Најголем број лица вработени како резултат на проектот Македонија вработува се вработени на определено време, а пак само 25% од вработените користеле некоја услуга на Агенцијата за вработување.